Денес посредбите со земјоделците од Крушево, Кривогаштан и Прилеп се потврдува фактот дека секоја наредна година е се потешка и понеодржлива за земјоделците. Имено земјоделците се соочуваат со ниската откупна цена на пченицата и на млекото, а дополнително во изминатиот период им се случија и големи штети предизвикани од град и од поплава во овој регион. Иако оваа година има добри услови за производство на пченица, земјоделците се незадоволни од договорените 8 денари по килограм, кои што не ги покриваат ни производните трошоци, а камоли тие да заработат. Дополнително, во исто време се јавуваат и лиценцирани и диви откупувачи, кои што им ја откупуваат пченицата за 6 до 7 денари, а на терен слушаме дека во најава или во предпоставка е дека во следните денови откупната цена на пченицата ќе биде и 5 денари. Па се поставува прашањето, дали владата ќе се погрижи, тоа очекуваме да го направи, да го сочува лебното жито во Македонија и дали воопшто за македонскиот леб ќе се загрижи. Во исто време земјоделците се соочуваат и со ниската откупна цена на млекото, која што изнесува 12 до 14 денари кај поситните, па до 16 денари кај покрупните млекопроизводители. Но и овие земјоделци или сточари имаат проблем со ниската откупна цена, бидејќи таа не ги покрива нивните производни трошоци кои што изнесуваат околу 20 до 22 денари за литар произведено млеко. Во такви услови, во услови на борба за опстанок, голем дел од нив го продаваат добитокот, што легално, а што и нелегално, а државата, односно Република Македонија, во секоја наредна година го намалува добиточниот фонд. Во вакви едни услови ја повикуваме државата, односно ресорното Министерство за земјоделство, да им излезе во пресред на земјоделците и да најде начин во откупот, да помогне во откупот на пченицата и на млекото, па и на другите земјоделски производи, а што побрзо да излезе и да го заврши процесот на проценка на оштетувањата од град и од поплави што го зафати овој регион и да ги обештети земјоделците од овогодинешната реколта, иако знаеме дека дури во минатите години оштетувањата од град и од поплави не се исплатени. Воедно, Државниот инспекторат за земјоделство, како орган или како дел на Министерството за земјоделство, очекуваме дека ќе ги воспостави и ќе ги засили контролите и инспекциите и ќе одговори на она што му е опис на работа според законот и според законските надлежности, а тоа е дека ќе постапи правилно, објективно и неселективно во овој период при откупот на пченицата, да помогне и да регулира овој процес да оди во прилог на двете страни, но тоа да не биде селективно, а исто така Државниот инспекторат за земјоделство, односно структурите внатре, очекуваме дека за сите земјоделски активности во текот на годинава истото ќе го направат, односно ќе бидат објективни во својата работа. Ова ни покажува, значи, зошто ги и Државниот инспекторат го повикувам, заради тоа што на терен се покажува дека оваа алка или овие структури се очигледно слаби во спроведувањето на земјоделските политики и очекуваме дека тие ќе ги зацврстат своите ингеренции и дека ќе работат во корист на земјоделците.